господине Гога Поп Георгиевски, ќе почнеме од вас. Нехигиената е очигледна, доволно само да ги видиме просторите околу двата пазари. Така, очигледно дека овие теми кога беа актуелни и кога беа во жижата, сите ги искористија за дојат на власт и да соберат политички поени. 4 години не се изнајдоа решенија за овие проблеми, особено околу пазарите, затоа што тие се под ингеренција на Скопски пазар. Сега тек нудат некои опции као да се соработувало, меѓутоа јас во тоа искрено не верувам, иако и наша стратегија е да пробаме да ја направиме таа соработка. Во однос на сообраќајот ќе кажам дека постои исто паметно решение со паметни семафори кои што ќе го распределуваат сообраќајот во центарското подрачје во зависност од густината. Тоа ќе ја намали загадуваноста. Многу проекти се спонзорирани од страна на, да речеме, фондот на иновации, а не се имплементирани од страна на градот, кои што можат да го детектираат загадувањето, а и самите автобуси можат. Зелени автобуси има од каде да купиме, имаме од каде да купиме еден автобуски тролеј и со тоа да ја зголемиме практично динамиката и да го распределиме сообраќајот према ширењето на градот. А не само да збориме за прохибиции. Не може вамо, не може таму.